Од новите 19 осомничени за трагедијата во Кочани за четворица ефективен, за 6 мина куќен притвор, за останатите мерки на предпазливост. Во истрагата опфатени се актуелниот директор на Дирекцијата за заштита и спасување Џеват Селами, како и поранешните Шабан Сали и Аднан Џаферовски. Осомничени се претходниците на Крешник Бектеши, поранешните министри за економија, Валјон Сарачини, Беким Незири и Дритон Кучи. Сите министри кои раководеле со Министерството за економија од годината кога започнала да работи дискотеката Пулс 2012 година се осомничени, освен актуелниот министер за економија Бесер Дурмиши. Од обвинителството велат дека Дурмиши не е опфатен во истрагата, затоа што за време на неговиот мандат собственикот на дискотеката Пулс не поднел барање за добивање на лиценца. Меѓу осомничените се најдоа двајца државни секретари и тројца службени лица во Министерството за економија. Новата истрага опфати 6 инспектори, 4 од пазарниот инспекторат, 3 градежни инспектори од општина Кочани, како генералниот инспектор од Дирекцијата за заштита и спасување. Кај осомничените утврдени се повеќе линии на одговорност, кои укажале на законите действија, но и пропусти од почетокот на работењето на дискотеката, па се до кобниот 16 март. Со продолжувањето на лиценците за работа на дискотеката, министрите за економија ги држеле во опасност животите на луѓето, директорите на Дирекцијата за заштита и спасување, но и градежните инспектори не спровеле никаква инспекција, ниту па контрола во клубот. Постои сомнение дека тие постапиле спротивно на нивната должност предвидена во Законот за заштита и спасување, низ годините ниту еднаш согласно ризиците кои постоеле и кои морале да ги имаат во предвид, не спровеле мерки на наблюдување, следење и инспекцијски надзор над објекти кои вршат угостителска дејност, дискотеки и кабареа. Сите тие, како и претходно осомничените во Министерството за економија, се истражуваат затоа што му овозможиле на кабаре клуб Пулс да добива лиценци без да ги исполнува минимално техничките услови за работа и незаконито да продолжи во вршење на угостителска дејност за целиот период. Кога баравме извештаи за таквите констатации, самите градежни инспектори ги констатираа на лице место, но дури по настанатата катастрофа. На лице место инспекторите по пожарот констатираа дека над 10 години објектот така работи. Моментално во 30-дневен притвор се 31 осомничен, меѓу кои тројцата градоначалници на Кочани, како и групата од 7 полициски службеници. Од одбраната на Шабан Салију вела дека барањето за ефективен притвор Кочанскиот суд веќе го доставил. Адвокатот Ванчо Шехтански вели дека ќе поднесе жалба. Оти Салију, кога раководел со Дирекцијата за заштита и спасување, немал обврска да врши инспекцијска контрола во дискотеката, која како што посочи работела на диво. Во моментот кога Шабан Салију е директор на институцијата, надлежноста на институцијата е да врши инспекцијски надзор над легитимна институција која што е постоечка. Во конкретниот случај такво нешто не постои. Значи, ДСЗ не може да знае дека не постои, дека нелегално работи, дека со фалсификувана лиценца. Други институции, МВР и обвинителството треба да знаат и знаеле дека не работела по закон. Министерот за внатрешни работи Тошковски вели дека законот важи за секој што ќе се огреши, а со таков пристап постои шанса, како што посочи, да се рестартира системот. Министерството за внатрешни работи во соработка со јавното обвинителство во овие неколку недели макотрпно работеше во насока на прибирање на докази, во насока на утврдување на фактичка состојба, во насока на поврзување на секој еден кој што имал било какво причинско-последична врска со предметниот кривично правен настан, соодветно да го обезбеди и да ги превземе своите законски надлежности согласно закон. Со новата истрага обвинителството осомничи вкупно 44 физички лица и 3 правни лица. 7 полицајци се осомничени од обвинителството за организиран криминал и корупција.